Собствениците на насади од лозја, вишни, круши, лешници и друго од година во година се повеќе се соочуваат со проблемот на сезонска работна рака за извршување на земјоделските работи околу одгледувањето и бербата. Некогаш популарните аргати ги снема на пазарот на трудот. Поточно, и тие мигрираа во развиените европски земји, каде за поголема дневница работат на тамошните плантажи. Што ќе рече богатиот Запад, покрај интелектуалните капацитети, ни е лапна и необразованата работна сила. Лозаро-овоштарите велат дека Кочанскиот регион располага со квалитетно земјиште за зголемување на површините под насади. Меѓутоа, недостигот од работна сила многумина одвраќа од намерата за нови инвестирања. Тенденциите за органско производство во перспектива се поголемо значење ќе и даваат на работната рака пред технологијата и хемијата, па оттука стратегијата на секој регион или држава ќе мора значително повеќе да се потпира на населението. Дека токму работната сила игра значајна улога во планирањата, зборуваат примерите од соседството, каде една Србија и Бугарија, на пример, се судрија со проблемот од недостиг на берачи на малини, јагоди, вишни, јаболка и друго, па овоштарите се принудени да се откажуваат од нивно одгледување. И македонските овоштари кои аргати ангажираа меѓу невработеното население, сега тешко доаѓаат до потребната бројка. Дури и во ромското мало, каде по неколку автобуси со аргати во сезоната заминуваа во лозарски или овоштарски реони, сега ги снема. Наспроти тоа, Германија, Швајцарија, Италија и други земји привлекуваат се повеќе аргати за обработка или берба на овошјето кое го произведуваат. Во земјоделските региони на тие земји се создаваат сели колонии од сезонски работници, кои настојуваат да најдат работа преку цела година, со цел да останат таму. Дека во прашање се сериозни демографски промени, зборува и податокот дека се поголем број нашинци таму веќе купуваат земјиште и посериозно се впуштаат во бизнисите кои се потпираат на работната сила која доаѓа од овие краишта.